Добра вечер, почитувани гледачи. Термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Денеска е 13 декември 2014 година. Патот до скијачкиот центар Кожув не проводен веќе 10 ден. Покрај снегот на патот има и големи одрони од карпи. Од 20 до 60 сантиметри е снежната покривка на Кожув. Веќе 10 ден патот до скијачкиот центар е непроводен. Македонија патија има надлежноста за одржување на овој регионален пат, но досега нема интервенирано на овој потек. Покрај снежната покривка, патот до скијачкиот центар е непроводен и поради големи одрони, кои на неколку места го имаат целосно блокирано патот. Во моментов едно лице се наоѓа во скијачкиот центар, кој работи како чувар во еден од угостителските објекти. Дознаваме дека лицето има доволно храна додека да се расчисти патот, а во објектот каде е сместен има и непрекинато грејење. Од Центарот за управување со кризи ни беше речено дека ќе стапат во контакт со Македонија пат и најверојатно ќе се започне со расчистување на овој патен правец. Вчера кавадаречката полиција одзеде 1700 парчиња петарди познати под надимакот пиратки. Прекршителите според Законот за заштита од експлозивни материи ќе се соочат со казни во висина од 200 до 400 евра. Во текот на вчерашниот ден во засилена акцијска контрола кавадаречката полиција одзеде 1700 парчиња петарди, популарно наречени со надимакот пиратки. Ги пронашле како се продаваат на црно по тезга кај уличните продавачи на новогодишни украси, лоцирани на градскиот плоштад во Кавадарци. Од полицијата потврдуваат дека прекршителите ќе се соочат со казни согласно Законот за заштита од експлозивни материи кој предвидува глоба во висина од 200 до 400 евра. Од инспекторите за превенција дознаваме дека ова не е прва, туку напротив, чести биле овој период полициските контроли во кои се одземаат пиротехничките средства нелегално пуштени во продажба. Пред само 3 дена исто така во акција била одземена помала количина на петарди, а вчерашната во која потенцираме одземени се 1700 парчиња само потврдува дека петардите сепак ги има во нелегална продажба и тоа најчесто кај улични продавачи. Од полицијата апелира да се внимава и да не се трошат пари на петарди и останата пиротехника, бидејќи истата може да има фатални последици. Младите да бидат особено внимателни и да пробаат празниците да ги дочекаат во весела атмосфера без пиротехника, а парите наменети за истата да ги искористат во хуманитарни цели. Полицијата потенцира дека акциите на терен продолжуваат и дека нема да има толеранција за никој. Ќе биде одземена секоја нелегална количина пуштена во употреба, а казните согласно законот ќе бидат спроведени. Немојте ниту да продавате, ниту да користите за забава петарди, а апелот на полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Подрачното оделение за заштита и спасување Кавадарци го известува населението од село Горна Бошава и околните села дека на ден 17 декември среда, во периодот од 10 до 16 часот во местноста наречена Женско, ќе врши уништување на пронајдени убојни средства за останати од минатите војни. Заради тоа се предупредува населението да не врши никакви движења и било какви активности во споменатиот реон и во наведеното време. Оделението за катастар на недвижности ќе работи и викендот од 8:30 до 19 часот. Граѓаните ќе може да обезбедат имотен лист потребен за да поднесат барање за легализација. Шалтерите во сите оделенија за катастар на недвижности во Македонија денеска и утре ќе работат од 8:30 до 19 часот, како што се наведува во соопштението. Катастарот работи за време на викендот за да им овозможи на граѓаните да обезбедат имотен лист кој им е неопходен за навремено поднесување барање за приватизација на дворните места. Рокот за поднесување барање за приватизација на дворните места истекува на 15 декември. Интересот за поднесување барања е зголемен во последните денови. Дневно се поднесуваат и над 1000 барања. Сите физички и правни лица кои нема да поднесат барање и нема да го откупат земјиштето ќе бидат обврзани да плаќаат закупнини на земјиштето на кое до наведениот рок биле евидентирани како корисници, односно го користеле земјиштето по основ на објект изграден врз него. Ги
Продолжуваме вестите со прилози од културата. Љубителите на уметноста и познавачите на творештвото на ликовниот уметник Ристе Соколов Сокол синоќа во музеј галеријата има можност да ја видат неговата самостојна изложба под наслов Ретро арт нови моменти. Како трет дел и своевидна круна од творештвото на кавадаречкиот ликовен уметник Ристе Соколов Сокол од циклусите Трагија, ретро мултимедија и некогаш и денес, синоќа во музеј галеријата во Кавадарци беше отворена изложбата под наслов Ретро арт нови моменти. Секогаш подготвен на нови изненадувања и овој пат Ристе Соколов на најубав начин го покажа раскошот на својот талент, представувајќи се пред своите сограѓани и бројните гости, негови колеги и уметници, со циклус нови слики и уметнички фотографии со ликовна интервенција од досегашното негово сликарство, покажувајќи го богатиот творечки опус кој досега го има создадено. Изложбата Ретро арт нови моменти всушност представува еден голем јубилеј на овој автор 40 години успешна работа како слободен ликовен уметник. Покрај бројните самостојни и групни изложби во Македонија и во повеќе европски земји, Ристе Соколов е познат како успешен организатор на меѓународни ликовни колонии, единствениот ликовен уметник што во своите перформанси бројни пати ни го пружа задоволството како публика да го наблюдуваме создавањето на негови ликовни дела и последниве години преку неформалната уметничка група Сокол арт и преку уметничкото студио Сокол арт успеа во прекрасни културни настани да сплоти повеќе уметности. Провокативен со секое ново дело, Соколов и овој пат поставува нови правци со своите ликовни експерименти, не само со материјалите кои ги користи со својата уметност, туку и преку темите за кои познавачите на неговото обемно ликовно творештво велат дека се непресушни со истата младешка енергија која ја поседувал уште како студент. И овој пат беше поинаков, беше различен од другите и за неговото творештво некои од присутните рекоа. Накратко, ретро арт нови моменти едноставно не е носталгично враќање кон уметничките почетоци и не е никаква жал за младост. Мито е некакво пак себично ретуширање на целокупното творештво. Едноставно, Ристо повторно не радува со своите уметнички потези, вадејќи нови и вечни теми од срцевината на неговата уметност, која низ децениите најназад се внезбила низ целиот свет. Пред неколку месеци уште беше топло, сега е веќе не толку ладна зима. Од една торба Ристо извади еден материјал кој што природата делумно го обработила. Често пати уметниците знаеме да кажеме во секоја уметност дека природата не инспирира, природата е вечна инспирација, меѓутоа во овој случај се работи за еден природен процес кој што начнал некои дела. Сега големиот уметник е голем токму заради тоа. Една техничка интервенција во негови уметнички дела на самиот процес од страна на природата него го инспирира да ни ја пружи ова вечер. Да кажам неколку збора за мојот драг колега и пријател Ристо Соколов Сокол. Пред се, благодариме на Ристо што не почести вечерва со една негова изложба на еден начин кој што е својствен само за него. Кога зборуваме за оваа личност, може би малку ќе бидам и пристрастен, меѓутоа познавајќи го добро, ќе кажам само дека Ристо Соколов е еден од најплодните автори кои што живеат и творат во Кавадарци. Еден автор кој што целиот свој живот го посвети на уметноста. Тој не живееше од неа, меѓутоа живееше за неа. Тоа е неговиот живот. Гледајќи го него, уствари разбирам дека навистина душата е она највредното што го носиме и тоа и ќе остане во нас, во сите нас. Она љубов
оној жар што го имаше додека од почетокот од кога го знам, и истата љубов си ја има, истиот жар го има. Значи, што и да направи, што и да каже, си е истот. Тоа е мојата слика за Ристо Соколов, која би правил портрет како портретист. Може би неговиот лик би го трансформирал, би го претворил во некоја негова слика. Огромна е честа и задоволство да дојдам да го посетам и да го видам, иако доаѓајќи од Скопје толку спомени, толку настани ме врзуваат за него. И не знам од каде да започнам. Кога студирав на Ликовна академија, иако сум ја помлада колешка од него, од секогаш ми беше најголемата инспирација и стално проаѓајќи во ходник и гледав неговите преубави цртежи, актови, и се прашував кој е овој уметник што волкува во црта, не знаев. На вистина не го познавав, а толку имав желба да го запознам. И таа желба ми се оствари после дипломирањето од Ликовна академија. Случајно ме повика една колешка на кавадаречка изложба во Длум. И непосредно, гледајќи ги сликите на кавадаречките уметници, ми приоѓа Ристо и ми става во чашката, пиевме бело вино, ми става едно зрнце. Грози и ми вели: "Добро вечер, јас сум Ристо Соколов." Вие не знаете колкава среќа беше за мене да го упознам овој човек. Тоа беше мојот сон и желба, затоа што толку време студирајќи на академија не осетив енергија толкава како што осеќав кај неговите цртежи. Ристо Соколов е еден од најзначајните ликовни уметници во Кавадарци, а сите добро знаеме што значи Кавадарци на полето на ликовната уметност во Република Македонија. Имав таа можност да ја следам неговата работа веќе 35 години колку што работам во музеј и галеријата, да ги следам сите негови циклуси, значи од самиот негов почеток, од неговата прва изложба на графики, наречена Ерупција, потоа неговата прва фаза, која што беше така наречена плава фаза, во која што доминираше плавата боја. Понатаму неговиот прозорец кон светот, преку кој Ристо гледаше светот виден од неговите очи. Понатаму долго време беше обседнат од старата градска архитектура и долго време се навраќаше на неа. Па и денеска се уште се навраќа на старата градска архитектура. Меѓутоа, она по што ќе остане забележан, тоа се двата негови последни циклуса, тоа е Траги во времето и Некогаш и денес. Овие два циклуса ги работеше исклучиво со природни материјали, значи со кал, песок, слама, трска, плет од прачки и заблав, односно она материјалот од кој се прават вречите. Како никој досега, Ристо нема работено во делот на примената уметност кај нас во Кавадарци. Голем број кафани, кафетерии, барови, винари, хотели се обликувани токму од него. Јас би посочил една од неговите последни работи е токму Винскиот подрум во музеј галеријата, новата музејска зграда во музејот на традиционална тиквешка храна и вкусови. Вечера нема да ви зборувам ниту за неговата уметност, нити за квалитетот на неговото живење, на нашето, на градското. Туку едноставно, овака сакам да кажам. Често знам да речам дека сум голем познавач на уметноста на Ристо Соколов Сокол. Не сум толку. Вие сите што сте вечерва овде, гледате дека и вие сите всушност се познавате неговата уметност. Токму затоа сме овде. Ристо Соколов го познавам од моето детство. Додека бев многу малечка, трчав низ прекрасното ателје на Чичко Мекиро Јосифов, каде што таму се собираа сите уметници од Кавадарци пошироко. Дрвена ламперија, целото исполнета со уметност и со различни уметнички дела, сликарски материјали, мирисот на терпентинот и долгите разговори за уметноста. Тоа ателје за мене представуваше свето место, а уметниците богови. И еве денес, после 20 и кусур години, јас и Ристо седиме на маса и разговараме за уметност, создаваме уметност и се дружиме на ликовни колонии. Заеднички создаваме едно заедничко ателје со други уметници и сето тоа представува еден спој од повеќе енергии, спотени во едно.
Ми се чини како времето да застанало, само јас пораснав. За Ристо Соколов можам да кажам дека е предводник на младите уметници и така и ќе остане. Она што го краси како личност е тоа што несебично своето знаење го пренесува на помладата генерација. Ти благодарам, Ристо Соколов, за се, за прекрасните денови поминати со тебе и прекрасните денови кои следат, за моментите што сум овде и говорам за тебе. Да се говори за тебе е многу тешко, затоа што си голем уметник, пред се човек со големо срце и така ќе останеш. Благодарам. Можам слободно да кажам дека од Ристо ја научив како да ја најдам уметноста во фотографијата. Значи, од самата фотографија, од занаед да стане уметност. И ова што вечерва го гледате, ова интервенција на фотографиите на Ристо, знам дека сте сите изненадени и дека нешто слично не сте виделе, меѓутоа мене не може ништо да ми изненаде од Ристо, затоа што Ристо, освен тоа што е многу голем уметник, Ристо е и еден голем иноватор. Значи, уште еднаш, го посакувам на Ристо уште многу плодна работа. Во Велес се работи на реновирање на покривот на спомен костурницата. Овие активности се дел од втората фаза од проектот за реновирање на спомен костурницата. Се реновира покривот на спомен костурницата. Веќе 10 дена во тек се градежни активности. Првин се отстранува стариот материјал од површината, а потоа се нанесува нов слој. Тој ќе обезбеди трајна хидроизолација која ќе спречи протекување на вода во внатрешноста. Моментално се работи на втората фаза на препокривање на спомен костурница. Во овој момент се работи на пескарење на објектот, а во зависност од временските прилики ќе дојде до препокривање на спомен костурницата. Ова е втора фаза од проектот за обнова на спомен костурницата. Претходно се санираа поголемите оштетувања на покривот. Текот на градежните работи ќе зависи од временските услови. Сметам дека тоа ќе биде крајно решение, спомен костурницата да се препокрие и да повеќе нема прокиснување, што значи објектот ќе се заштити трајно. Од Народниот музеј велат дека е предвидена обнова и во внатрешноста на објектот. Планирано е да се санираат местата каде прокиснувала спомен костурницата. Со ова трајно ќе се заштити најголемиот мозаик во земјата, дело на академскиот сликар Петар Мазев. Ова е значаен споменик од Народно-ослободителната борба, каде што лежат посмртните останки на паднатите борци од Велес и Велешко. И ќе заштитиме, како што реков, еден мозаик кој ќе остане од трајно наследство, како културно наследство на македонскиот народ, мозаикот на нашиот академски сликар Петар Мазев. Реконструкцијата на објектот се изведува со пари од Министерството за култура. Инаку, за кратко време, спомен костурницата повторно ќе добие и струја. Пронеден е дефектот на подземниот кабел. Идната сабота, 20 декември, за прв пат ќе се крене завесата во новиот Велешки театар. Објектот ќе го отвори урнебесната комедија најважната работа на светот, според текстот на Братислав Димитров, а во режија на Љубиша Ѓоргиевски. Се обидовме да направиме представа во која публиката нема да биде воеер или ставена во пасивна ситуација, туку ќе биде активен соучесник, кој јас би додал и коавтор на представата. Заради големиот интерес на нашата велешка публика за премиерата на представата, свеченото отварање на театарот ќе биде проследено со 3 свечени премиери. Цената на чинење на билетот ќе биде 200 денари за сите овие 3 свечени премиери. Македонскиот филм Деца на сонцето во понеделник премиерно ќе се прикажува во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино. Премиерно за сите љубители на филмот, особено оние кои сакаат да ги проследат најновите остварувања во македонската филмска продукција, во понеделник по цена од само 50 денари во салата на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино со почеток од 19 часот и 30 минути ќе се прикажува новиот филм на познатиот македонски режисер Антонио Митричевски Деца на сонцето. Покрај во понеделник проекции на филмот ќе се прикажуваат и во среда и четврток со почеток од 19 часот и 30 минути. За потсетување
главниот продуцент на филмот е Дејан Милошевски, а директор на фотографијата е Јерек Шода од Полска. Автор на музиката е Владко Стефановски, кој во филмот има и една епизодна улога. Монтажата е на Андрија Зафрановиќ од Хрватска. Главната машка улога ја толкува Кире Ѓоревски, кој живее и работи како драмски актер, пантомимичар и балетан по современ танц во Бугарија, а главната женска улога има 22 годишната Ивана Павловиќ, студентка на ФДУ. Филмот Деца на сонцето е љубовна приказна во која главни ликови се Ангела и Марко, а дејството се одвива во Престипанскиот регион. Останатата актерска екипа ја сочинуваат Владо Јовановски, Милица Стојанова, Мето Јовановски, Ацо Дуковски, Ѓорѓи Јолевски, Билјана Таневска, Камка Тоциновски, Мартин Мирчевски и друго. Проекциите на филмот Деца на сонцето се со почеток од 19 часот и 30 минути и ќе се прикажуваат до четврток 18 декември. Влезниците по цена од 50 денари ќе бидат во продажба на билетарата на Центарот за култура Ацо Ѓорчев. Ја мислев дека сега ми почнуваат најбавите. Дневниот центар за помош на лица со ментален хендикеп Порака Неготино ќе учествува на 8-то поред издание на манифестацијата Различни, а еднакви. Дневниот центар за помош на лица со ментален хендикеп Порака од Неготино ќе учествува на 8-то поред издание на манифестацијата Различни, а еднакви, која ќе се одржи во понеделник на 15 декември во домот на АРМ со почеток од 19 часот и 30 минути, на која ќе бидат доделени награди на лицата со попреченост во развојот кои постигнале особени резултати во одредена област во земјава и странство. Самото име на настанот Различни, а еднакви е символ на она што овој настан го испраќа како порака до јавноста, дека сите го делиме истиот светиот и сите сме еднакви во правата, можностите, предизвиците и успесите. Јавното истакнување на успехот и добиеното признание представуваат посебен стимул за лицата со посебни потреби и ги зајакнуваат нивната самодоверба и желбата да продолжат да го негуваат својот талент. Овој традиционален хуманитарен настан придонесува и за издигнување на јавната свест за соживот и еднакви права и привлекува се поголем интерес кај младата популација, што особено ги радува организаторите на Сдруженијето Свет на Различни, а еднакви. Во овогодинешната богата програма ќе учествуваат Сдруженијето за лица со церебрална парализа од Велес, лицата со оштетен слух и говор од училиштето Партенија Зоографски, училиштето за слепи и слабовидни лица Димитар Влахов од Скопје, домот за деца без родители од Скопје, Порака Неготино од Неготино, Заводот за рехабилитација на деца и млади од Скопје, Дневниот центар за лица со посебни потреби од Пробуштип и Домот на културата Злетовски Рудар од Пробуштип, Основното училиште Јордан Хаџи Константинов од Велес, градинката Мајски цвет од Скопје и други. Манифестацијата со своји настапи ќе ја збогатат и Зоран Џорлев, бендот Ајкју, Александар Белов, Мики Секуловски, Оги Здравковски, балетското студио Урека, танцовиот клуб Бранимир и Бранкица, хорот Елегија и други музички звезди. 6 најдобри говорници од општина Неготино ќе учествуваат на почетничкиот дебатен турнир 2014 кој ќе се одржи во Скопје. Минатата среда во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино се одржаа квалификации во дебатата за почетничкиот дебатен турнир 2014 година кој ќе се одржи во Скопје на 19, 20 и 21 декември. Право на учество на овој дебатен турнир ќе има секој град каде постои мов дебатен клуб. По одржаните квалификации од Неготино беа избрани 6 најдобри говорници кои ќе формираат два тима и ќе ги представуваат двата клуба кои постојат во Неготино, односно дебатен клуб во МОВ Неготино кој функционира во рамки на организацијата Центар за регионален одржлив развој и дебатен клуб во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино. Инаку предстојниот дебатен турнир за почетници што ќе се одржи во Скопје, а на кој ќе учествуваат и двата тима од Неготино и национален дебатен турнир кој го организира Младинскиот образовен форум. На крајот од вестите прогноза за времето. По студеното и магловито утро во текот на утрешниот ден ќе биде претежно сончево со локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Сутринските температури во интервал од -4 до 3, а максималната дневна ќе достигне до 11 степен. Со прогнозата за времето го завршуваме ова издание на вестите. Имајте пријатен викенд со нашата програма.